Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Пред нас е многу интересна емисија во која што ќе зборуваме главно за конфликтите кои го менуваат светот. Но пред да го започнеме тој разговор и пред да ви го најавам мојот и ваш вечерашен гостин, сакам да дадам еден мал коментар за она што се случи вчера, еден крајно неубав инцидент би рекол, лице кое што за среќа е пронајдено и уапсено, запали два автомобили кои што се очигледно во сопственост на бугарската амбасада во Скопје. За осуда апсолутно инцидент кој што не смее да се случи. Јас искрено се плашам дека ќе има и други такви, се надевам дека грешам. Односите меѓу двете земји се навистина на ниско ниво, причините ги знаеме, бугарската блокада на македонските евроинтеграции, но она што е сигурно е дека на нас овде во никој случај не ни одговараат било какви дополнителни провокации кои што и дополнително ќе ги заоструваат односите. Македонија и Бугарија и покрај се соседи, такви ќе останат и понатаму. Се работи за два пријателски народи кои што треба да бидат добри соседи, треба да соработуваат и секој инцидент, апсолутно секоја провокација треба да биде спречена на најбрз можен начин. Зошто го кажувам тоа? Знаете што се случува на социјалните мрежи, ги знаете реакциите од официјална Софија, која што веднаш реагираше на начин кој што би рекле е очекуван, односно дека тоа е доказ за омраза која што владее кон бугарите во Македонија, нешто што апсолутно не е точно. Во Македонија тоа секој може со голо око да го види, не постои омраза кон бугарите, постои револт поради она што го прави бугарската политика, меѓутоа тоа никако не се преточува во омраза. Дали се ова инциденти, провокации кои што некој ги прави со позадина или е во прашање нешто изолирано на некаква будалетинка, ако смеам така да кажам, тоа се разбира треба да го покажат и докажат оние што се задолжени за таа работа. Меѓутоа треба да бидеме будни и треба да ни биде јасно дека светот во кој што живееме е наистина комплициран. Наистина се случуваат работи кои што ги менуваат, би рекол, основните подлоги на постоењето на кое што сме навикнати, и во таков сензибилен момент, а и воопшто, инако, меѓутоа, особено овакви сензибилни моменти, воопшто не ни е потребно дополнително да разгоруваме некакви страсти, затоа јавно повикувам апсолутно сите да се воздржат, без разлика на револтот што се чувствува, апсолутно секој треба да се воздржи и да биде свесен за одговорноста што ја има пред општеството, затоа што утре заутре во вакви околности, ваквите инциденти може да предизвикаат и дополнителни несакани последици од кои што ние ќе имаме штета. Така што едноставно верувам дека на оној што сака, јасна му е мојата порака, впрочем таква порака испратија и властите во Македонија. Воопшто не ни е потребно да правиме работи кои што едноставно ќе не доведат во дополнителни проблеми. Проблеми инаку имаме доволно. Но да се префрлиме на тоа што за мене е важно вечерва, верувам и за вас. Вечерашниот гостин, универзитетскиот професор Методи Хаџијанев. Добра вечер, професоре. Добра вечер. Е многу тешко да го добиете во последно време, постојано е на пат, многу работа во странство, би рекол, и навистина човек мора да се намачи да го добие во студио, меѓутоа еве успеавме и благодарност до господин Хаџијанев за тоа што е овде и сега присутен и има што да каже за главните пред се два конфликти што се случуваат во светот. Првиот се разбира оној за кој што еве имаме некаков прелиминарен мировен договор. Ние разговаравме пред неколку месеци приватно со вас, вие рековте ова ќе потрае, многу мене тврдеа дека ова ќе биде екскурзија од неколку дена, се покажа дека не е така и сега сме во позиција во која што има прелиминарен мировен договор, ќе биде потпишан очигледно во Швајцарија, ќе биде тамо J.D. Vance, подпредседателот на САД, ќе биде и иранскиот председател. Меѓутоа, цела плејада на прашања остануваат неразјаснети. Впрочем, самиот почеток и иницијалниот повед за војната воопшто не го донесе очекуваниот исход. Морам да забележам тука, индепендент, ако не се лажам, напиша дека ова е војна која што САД ја изгубија. Затоа што нивниот противник, односно веќе кажеме режимот во Иран,
излезе посилен од оваа војна отколку што беше пред да започне? Добро, ако гледаме сега во однос на она што се оценува сега или како се тестира во пракса Иран, според сите проценки, можеби тоа е и, да кажеме, неуспех на делот од разузнавачката заедница или е неуспех да се прикаже во јавноста реалната сила која што Иран ја имал, за да можеме да зборуваме дека излегол посилен. Излегол посилен можеби заради тоа што Иран наметна доктрина, односно примени доктрина која што поранешна Југославија имаше, воспоставена нормално на едно многу повисоко ниво, многу пософистицирана и многу поунапредена. Меѓутоа, основата е тоа е таа територијална одбрана и прилагодливост на резервни варијанти или функционирање на системот во услови на воени действија, каде што имате обезбедување или осигурување на снабдувањата со потребните ресурси. Дали тоа станува збор за ракетни системи, дали станува збор за животни циклуси и така натаму, во секој случај покажа дека имаат жилавост и дека направија систем кој што барем за сега во овој дел, на начинот на кој што они тоа го применија, може да даде одговор на одредена супериорна сила или комбинација од сили кои што имаат апсолутна доминација во воздухот и апсолутна доминација во електрониката, односно електронскиот свет. Тие применија нешто друго, некој си микс кој што е, да кажеме, повеќе одговара на она што Русија го форсира, тоа се ракетни и артилериски напади или маневри, доминација на сила копно-воздух и копно-копно, со што всушност успеа да ја направат војната премногу скапа, но и да наметнат влијание или да отворат една нова димензија на војувањето, тоа е така нареченото когнитивно војување, во кое успеа да преку нормално контрола на одредени фактори, кои што добро беа пресметени, како центри на гравитација, да ја инхибираат моќта на САД пред се во политичка смисла, но и во практична смисла да ја операционализираат таа надмок со која почнаа војната. Што значи тоа? Тоа значи дека успеа да најдат антидот на таа супериорност и да на тој начин да не дозволат да премине тоа во копнена офанзива, бидејќи цената која што САД ќе треба да ја плати и заедно со Израел е премногу скапа. Успеа да одиграт на она што е едно од најслабите карики на демократиите, тоа се циклусите на избори, затоа што ако да кажеме, например, замислете си да Русија го има тој проблем со изборите, до сега ова војна ќе отидеше сосема во поинаков параметар. Тоа сакав да го кажам. Во секој случај не е тоа се оправдување или барање нели на слабост и така натаму, тоа е едноставно да кажеме еден модел кој што најверојатно режимите кои што од страна на либерални демократи се оценуваат како авторитарни режими, успеа да најдат одговор во таа доминација од изминатите 30 години на либералните демократи, кои што наметна еден поинаков начин на војување. Тоа е преку експедициски операции, воена надмок на САД, кампањи на смена на режими и така натаму. Значи, успеа да покажат жилавост која што ги чинеше многу Соединетите американски држави, но за жал го чинеше и светот многу. Тоа значи измени многу работи. Успеа да искомбинираат, да кажеме, нешто од што понатаму најверојатно, како на што го говорат сега светските стратези, е дека ќе гледаме војни кои што ќе бидат хибридни и кои што ќе бидат долготрајни. Се што е интересно во овој случај, кога зборуваме за човечки жртви, тоа е неспоредливо. Американците имаат сосема малку, иранските се бројат во илјадници, меѓутоа во принцип во такви режими, во такви општества тоа едноставно лесно се прифаќа. Тие веруваат дека се борат за својата слобода и тоа е тоа, за својата независност. Значи таа огромна дискрепанца во разликите на жртви не можеше да одигра некоја улога, дека е урнато и уништено многу во Иран. Тука зборуваме и за системи ракетни, тука зборуваме веројатно и за оние подземни и надземни
структури каде што нешто се обогатува ураниум или што и да прават, и тоа е во голема мера уништено. Факт е тоа што постојано се фали председателот на САД дека иранската морнарица во голема мера е десеткувана, затоа што таа е на отворено море, нема како да се спаси од апсолутната доминација на американците, меѓутоа и покрај се излезе дека цената е преголема за американците, а не за иранците. И тука се извинувам што се битно, се појави нешто што за мене беше чудно на прв поглед, кога започнаа воопшто идеите за преговори, иранците веднаш се наметна како страната која што поставува услови. Логиката секогаш вели дека тоа што е посилно објективно поставува услови. Иранците поставуваат своји услови кои што не се откажуваат. Ајде да тргнеме поред. Прво, лоша е претпоставката дека ако цените само по број на жртви, по број на погодени цели, дека ќе имате резултати. Може би најдобар одговор за тоа е 10-годишната војна против тероризмот или 12-годишната војна против тероризмот со талибаните, каде што бројот на жртви на едната страна и на другата страна е неспоредливо голем. Но се вратија за 2 дена. Се вратија за 2 дена, значи не се смени ништо. Тоа е еден пример. Втор пример е војната со, да кажеме, руско-афганистанската војна. Ако ги редефинирате целите, и ако редефинирате што ќе ви биде крајна цел за победа, во тој случај може да излезете како победници. Така направија русите, ја сменија целта и рекоа ние сме победници. Да, му завршивме. САД и коалицијата, да кажеме, западна, која што беше во глобалната војна против тероризмот, не го направија тоа, едноставно се повлекоа, ги пренасочија приоритетите преку доминацијата на информациите, преку доминацијата на медиумите и така. И ги оставија на цедило оние луѓе што 20 години ги бранеа во Авганистан, меѓутоа тоа е тоа. Сериозен проблем. И сега сето тоа се наметнува или доаѓа до доаѓаме до следниот чекор, а тоа е дека веќе не можете да имате доминацијата во информацијските медиуми, односно во инструментот на мок информации, каде што CNN и главалните телевизии се тие кои што го диктираа наративот. Оваа технологија менува свет, така? Така е. Отворените медиуми, социјалните медиуми, интернетот и така натаму, дадоа една нова димензија, нов простор кој што го освојуваат авторитарните режими, во кој преку, да кажеме, информацијскиот хаос кој што го креираат, едноставно ве доведуваат во ситуација да не верувате во ништо или да се сомневате во се. Одлично, баш така. Меѓутоа, она што можеме да кажеме е дека сите оние претпоставки, да кажеме дека Иран е губитник и така натаму, е од наративот на оние кои ја наметнаа војната, а дали навистина е така, се покажува поинаку. На теренот се покажа поинаку. Во однос на губитоци рековме да, дефинитивно имаат голема материјална штета, меѓутоа резилиентноста на системот и сега се пролиферуваат некои бројки да тоа дека во однос на репарација за да се прифати така натаму, кои што се малце чудни, пак ќе треба со резерва, бидејќи ние што спекулираме, немаме до крај сето тоа е од отворени извори кои што го можеме да го дискутираме и колку тие извори се вистински, колку не се треба тоа да го покаже времето. Да ја скратиме приказната, значи накратко би рекле дека не само употребата на сила одлучува за тоа кој ќе победи. Тоа е стар наратив. Кај војните стратезија тоа е дека ако вие битката може да ја добиете, војната да ја загубите. И некаде тука би требало да се бара одговорот на ова што го загатнавте како теза. Добро, сега американците започна војната со очигледна намера да го менуваат режимот. Така е, реков ја затоа ако ги редефинирате целите. Ги редефинираат на отворена сцена. Впрочем, американскиот председател ги редефинира секој ден. Значи, мислам дека ова е втора. Мора да внимаваме со како се вика, со тоа како ќе дефинирате изјавите на председател Трамп, изјавите на Стейт Департментот официјални и ако ги следите, да кажеме, изјавите на војните представници, кои што беа многу поумерени, многу по-избалансирани. Нормално председателот на САД има своја логика во сето тоа, тоа е неговата кампања, начинот на кој што ги доби изборите и во првиот и во вториот круг, популизам, начин на непосредност, на речник со кој што тој се обраќа до американскиот гласач, тој не се обраќа на европските гласачи или на остатокот од светот. Таму има друга логика, тоа да не навлегуваме затоа што ќе отидеме од друга насока во дебатата, односно во разговорот. Но она што треба се нагласи е дека
Едно е факт, а тоа е дека во два наврати имаат лоша предпоставка дека првата беше дека руската опозиција ќе може да ја добијат на своја страна. И тоа мислам дека го разговаравме еднаш во овој форум, тоа е дека да, тие се против Путин, ама не се против Украина. Тие ја се согласуваат со она што се случува со Украина. И вториот дел е дека режимот ќе биде потопен од внатре, без да ги искалкулираат останатите ситни математики, плусови и минуси за околу курдското прашање, околу Турција, околу други играчи кои што се регионални, каде што всушност имаат малце поинакви интереси за сета таа работа и внатрешната кохезија на култура која што го свати ова како цивилизацијски удар, цивилизацијски шок. Настрана од разликата во идеологиите како треба да бидат, дали треба да бидат авторитарни во крајна религиозна форма на управување или треба да бидат авторитарен спорен, што ние го велиме авторитарен, но со едно поблаг, да кажеме, пристап кон религијата и поголем либерален однос кон социјалниот живот. Така е, но професоре, веднаш некој ќе праша како е возможно американските стратези имаат цели тимови со десетици, со стотици луѓе, веројатно Блискиот исток им е најважна преокупација, можеби илјадници луѓе работат, многу сериозни луѓе, доктори на науки, генерали, офицери, луѓе кои што наизуст знаат, не да не зборуваме за ЦИА, да не зборуваме за сите тие служби, кои што не можат да не ги предвидат сите овие работи. Не е точно. Не е точно до крај да кажеме дека не ги предвиди. Имаше експерти кои што наговестуваа ова, кои што јасно говореа за ова, но очигледно, да кажеме, оние експерти кои што го советуваа политичкото водство на САД во овој дел, најверојатно сакаат да го премолчат ова и ако се сеќавате имаше отпуштање на генерали, на адмирали, на лица кои што еден куп се таму кои што помина, нели, да кажеме во периферијата на некои известување. Но во секој случај би биле несериозни ако кажеме дека немало луѓе кои што предвидувале на едно вакво фијаско или кои што предвидувале на тоа дека нема да може да се добие она што се сака како цел и дека одговорот кој што Иран ќе го пласира ќе биде малце поинаков. И тука голема тајна условно кажано е однесувањето на Израел. Многумина се разбира тврдеа дека Израел е тој што ја наметна оваа војна на Америка. Беше објавено и дека Нетањаху се обидувал истата војна да им ја наметне и на Обама и на Бајден, ако воопшто тоа се случило, меѓутоа Трамп секако ја прифати оваа приказна. И сега имаме ситуација во која што Иран инсистира дека тој мировен договор мора да ги вклучи и нивните прокси, нивните сателити во регионот, односно дека Израел не смее да врши напади врз Либан, конкретно, каде што е најголемата и најсилната операција на израелските сили. На тоа Трамп повеќе или помалку го прифати како прифатливо, како чекор. Меѓутоа го читав израелскиот министер за одбрана Кац, тој вели нас не обврзува никаков договор меѓу САД и Иран, дури беше и, како да кажам, и премногу отворен, рече нас Америка не може да ни наметне ништо, нашите интереси се поинакви од тие на американските, ние ќе продолжиме онака како што сме замислиле. Тоа значи војна. Една од причините е разликата во крајните цели на двата партнера, мора да кажам, уште од самиот почеток. Мора да бидеме коректни да кажеме дека воено, значи збориме во оперативен дел, во тој дел, САД не се губитници, нели? Збориме оперативно. Оперативно воопшто се ради. Изгубија некои авиони, ама тоа за нив е... Тоа е минорно во однос на целите кои што успеа да ги уништат, збориме на иранска страна. Но, ние го гледаме целиот конфликт како конфликт и на крај исходот го гледаме, дали се остварени или не се остварени првичните цели. Ако го земеме тоа како репер, во тој случај би рекле дека не се остварени тие цели. Меѓутоа, уште на самиот почеток, САД имаше своји цели, кои што беа различни од оние цели на САД. Они имаат пресек. Израел, мислите, да. На Израел, кој имаа пресек, а тој пресек беше да се смени режимот, бидејќи Израел го смета иранскиот режим за закана, и тоа е екзистенцијална закана. САД го сметаше како закана за регионот и стабилност во регионот. Воедно, тука дојде до разидувањето, САД не гледа на начин како што Израел, кој што беше апсолутен, во смисла на нихилистички или целосно уништување. Дури имаше сериозни анализи и нивни дури изјави, кои што говореа дека наводно се спремни да употребат и оружје за масово уништување, ако дојде до тоа. За среќа не дојде до тоа.
Меѓутоа една пак друга сега теорија која што исто така од врвни аналитичари говори дека способноста на Иран да успее да го унапреди оплеменувањето, да го подигне оплеменувањето на ураниумот до ниво од кое што може брзо да произведе и да врати, е причината заради која се одврати Асад и капацитетот да демонстрира мок со конвенционални ракетни проектили, дека ракетните штитови се премногу скапи и не може да дадат одговор на иранските ракети, затоа што преку сатурација, веќе за која што говоревме многу пати, успеа да најдат начин како да го премостат таа електронска супериорност и воздушна супериорност. И сето тоа сега фактички ги стави во една многу нелагодна ситуација да го стави Израел, односно и САД, бидејќи прво Иран успеа да покаже резилиентност, да го растегне се тоа, да го зголеми притисокот на светската јавност, да зголеми внатрешната трка, внатрешната кампања, внатрешниот притисок во САД, да во самото републиканско крило се јават сомнежи дали навистина тоа е правиот пат, и така натаму и така натаму. И сето тоа всушност ја растегна работата. Значи не видовме блицкриг, не видовме крајна одлучност, што само по себе зборува за тоа дека САД имала рационална цел во како се вика, во Иран, за разлика од не велам дали била до крај точна или не, меѓутоа била рационална, која што е апокалиптична она на Израел во однос на Иран. Ако не успеат војна да ги поразат, да нуклеарка. Така е. Сега сето тоа очигледно не успеа. Сега треба да видиме прво дали овој рамковен договор или да кажеме меморандум за разбирање ќе се операционализира. Мислам дека се уште е рано да зборуваме за тоа дека ќе имаме до крај мир. Не тврдам дека нема да има, меѓутоа треба да видиме што ќе значи тоа. Изјавите на Израел кои што секогаш јасно говори дека се суверена држава и дека не се тие обврзани со сојузи како што е НАТО, евроатлантски интеграции и така натаму, туку имаат своја агенда, имаат своја мисија, имаат своја стратегија, своји оперативни цели, се малце поинакви и се разликуваат. Дали тоа ќе значи подкопување на темелите на партнерството со сега со САД? Многу важно прашање. Да, бидејќи од тоа ќе зависи и на тамошниот капацитет да може Израел да го прави тоа што го прави. Израел без САД објективно не е истиот. Во голема мерка осигурувањето на снабдувањето, внимавајте, на снабдувањето зборуваме, ајде на логистиката или на осигурување на ланецот на супериорноста кој што е храни, а тоа е оружјето кој што го имаат, е САД. Тие имаат свое оружје, имаат, да кажеме, тоа што се вели cutting edge технологија, меѓутоа се уште немаат толкави капацитети да произведуваат со таа цена, ниту имаат ресурси за да може да го прават тоа. Сето тоа ги става во една многу незавидна ситуација и не треба да заборавиме како сето тоа ќе го гледате визави внатрешните превривања во Израел, за кои што многу малку веќе се зборува. А Нетањаху си има сериозни проблеми внатре. Така е, бидејќи они успеа да ги поклопат тие информации после, да кажеме, настаните кои што се случија кај нив. Тие неколку месеци слушавме за опозиција и така натаму, таа опозиција тлее, таа опозиција се уште е присутна и сега сето тоа треба да се гледа, значи да кажеме, равенката не е со една непозната или со две, има повеќе непознати во равенката и мислам дека тоа равенство е многу тешко да се сега да се превиди. Но ако сакате да добивате некакви излезни резултати, би требало да ги земете во предвид овие работи, а тие работи веќе не зборуваат дека се толку едноставни, дека 2 и 2 ќе бидат 4. Прашање кое што не може да се одговори со да или не и одговорот е од $1 милион се разбира е, сака ли всушност Иран нуклеарно оружје? Да, дефинитивно. Тоа е наивно ако мислите дека Иран не сака нуклеарно оружје, затоа што они сватат дека тоа е заштитот. Стратешки адут. Тоа е стратешкиот адут да не бидат, да не тргнат и Трамп да не се реши на копнена инвазија. Настрано тоа дека е тешко, настрано тоа дека е за таа супериорност, за начинот на кој што може, а за копнените сили кои што треба да тоа ќе беше пирова победа, ќе ги исцрпи во однос на Кина и во Русија. Да, доктрината на Иран е успешна визави Русија и Кина. Ме разбирате? Абсолютно. Не велам дека они имаат стратешко партнерство како што го имаат тоа со западните земји, САД, меѓу себе, да. Така, но сето тоа во услови на трката која што САД треба да ја прави, бидејќи главниот интерес покрај една од главните цели зошто беше инвазијата или ајде да кажеме отпочна војната против Иран е да се стави уште една пасивизација на Кина. Што е тоа што не успеа да видат, а
е дека надвор од онај rule-based order, претпоставките дека ќе се оди по тие санкции, дека тие санкции ќе бидат успешни, Кина, исто како и Русија, успеа да направи алтернатива за тоа дека ако го затворите, како се вика, теснецот, кој е алтернативниот пат за да можеме да продолжиме да се снабдуваме со нафта и гориво. Преку офшор компании, преку други канали, и Кина покажа дека е можна, не до крај, нели, меѓутоа е можно да добива одредени, да кажеме, залихи, со кои ќе може да биде лагодно во начинот да продолжи со незината дипломатија и политиката која што ја води. Но од друга страна, апропо мобетот со нуклеарното оружје, Иран повторно ќе дозволи сега да влезат овие инспектори на Меѓународната агенција за нуклеарно оружје, повторно да ги проверуваат нивните капацитети и така натаму, што всушност и беа внатре и пред овој конфликт. Затоа во сето тоа толку многу измешано, вие не може да пофатите сега кој всушност што добил, што изгубил и дали навистина од оваа работа. Ако ти успеат, ако нашле начин како да го скријат тоа, ако нашле начин преку овие канали, користење на подземјето, подземните канали, така натаму, сето тоа да го се, нормално ќе бидат комотни да го дадат. Или има технологија со која можат преку ноќ, односно, ајде, условно кажувам преку ноќ, за неколку месеци да од 60% да стигнат до потребните 80-90%, каде што ќе имаат веќе оружје, не да прекосат на САД, зборувам на тоа, меѓутоа да прекосат на она што тие го гледат како нивни екзистенцијални непријател, тоа е Израел. Да, но потоа Саудитска Арабија веднаш изјавува дека го сака истото оружје, затоа што се брани самата. Апсолутно, затоа што Саудитска Арабија, ајде сега, не тврдам дека тоа е до крај така, излегоа гласини, кои што, да кажеме, беа од извори кои што се сериозни. Саудитска Арабија почна да поставува прашање дали навистина тој сојуз со САД е на ниво на кое што треба и дали тоа е веќе е дојдено времето кога постои ерозија на таквата гаранција за таа стабилност која што ја има. Така да оваа војна, значи не велам дека малце, знаете како, многу е лошо ако сметате дека со САД е ослабена или нешто слично. Можеби угледот им е малку нарушен. Внимавајте, вие ако не сме виделе нешто ново, за да го заборавиме тоа, затоа што ако сакате, ако зборуваме отворено, на целата западна цивилизација, угледот го нарушија талибаните, бидејќи талибаните се 10 пати послаби од она што е Иран, или можеби стотици пати послаби од она што е Иран, ако зборуваме за начинот на резилиентност и издржливост. Но, она што би требало да се каже е дека САД е во целосна трансформација. Не верувам дека ако дојде ново, нели, и да дојде политичка смена и така, дека ќе се вратат на старата САД, можеби ќе има ретерирање од сегашната агресивна, да кажеме, и политика која што ја води ова водство во смисла на таа трансформација агресивна. Зошто? Затоа што они отворено веќе кажаат да, например, многу е лошо да кажеме дека го забораваат регионот. Не го забораваат регионот, не ги забораваат партнерствата, само го сменат начинот на кој што ќе биде тоа партнерство испорачано. Тоа нема веќе да биде само преку девелопмент и услови, демократија и идеологија, туку ќе биде интерес-based. Интерес прво за САД. Зошто? Затоа што они сватија дека нивните компетитори или оние кои што имаат капацитет да им прекосат за глобалната супериорност, не ги почитуваат тие правила воспоставени и они викаат тогаш нема да ги почитуваме и ние. Но тие правила ги воспостави Америка, така што апсолутно тие можеа да беа на тронот и ги воспоставија тие правила. Многу е многу важно и за нас. Треба да ги читаме овие работи. Тоа е многу важно за нас затоа што тоа создаваше една комотна зона во која работите беа предвидливи. Не знам дали ме разберате. Сега излезени сме надвор од таа комотност, од таа предвидливост. И тоа веќе бара малце поинаков ангажман, бара малце посеопфатен пристап, читање на она што е позади ридот, успевање да го разберете тоа, успевање да ја разберете логиката на нешто каде што нема конвенционална логика и да излезете од матрицата на гледање на нештата во изминатите 30 години. Дека, например, претпоставка дека никој нема веќе да се дрзне да изврши инвазија на некого. Дека што ја знам, евроатлантските интеграции се прима фација. Дека почитувањето на човековите права ќе остане да биде прима фација и дека ќе биде примерен принцип. Дека
некои базични принципи ќе бидат почитувани. Ја не велам дека тоа се лоши работи, не велам дека не треба да го биде тоа. Ама дека ги земете здраво за готово, како што многу мина ги земете, бидејќи внимавајте. Од тоа ќе ви зависи како ќе се однесувате кон инвестирање во одбраната, како ќе се однесувате кон инвестирање во стратешките ресурси, како ќе се однесувате кон инвестициите во странски капитал, дали ќе давате критична инфраструктура да биде на аутсорс или ќе ги давате на компании, дали наменската индустрија ќе ја уништите, затоа што она нема никаква логика по корпоративната логика на управување, бидејќи е неисплатлива ако ја гледате, значи на пример еден Самоков тие беа неодржливи, зборам за времето. Сега ќе треба добро да размислите дали ако веќе стратезите укажуваат на тоа дека војните ќе бидат хибридни и дека ќе бидат долготрајни, ќе треба да размислите дали вие, например, дури и САД, например, дали нема веќе да од сега натаму да проектираат производство на АТМС или на химради. Бидејќи, ако се сеќавате, една од главните причини зашто не ги дава Украина, пресметките укажуваат дека ако ги дадат кај нив, тие ќе ги загубат како стратешки. Ќе ги изгубат самите во своите резерви. Така, а немаат веќе проектирано набавка на истите. Не дека не може да ги произведат, да не се лажеме. Они можат, нема да имаат време, ако дојде да треба итно да се направи. Го зборувавме тоа минатиот пат. Подготвени сме, мислите, ние пе регионот, меѓутоа ние, наважно е ние. Вака себично. Да ги согледаме сите овие работи. Да, ја мислам дека има квалитетни кадри кои што по Македонија, кои што се школувани на престижни школи, поминале оперативни искуства и мислам дека можат да дадат сериозни оценки кои што и внимавајте особено пак ако добијат и од прва рака информации од стратешки партнери кои што не може да ги добиете било каде. Објективно сме членки на НАТО, имаме стратешки релации со САД и со Британија. Тоа се апсолутни претпоставки кои што ни даваат голема предност во многу работи. Друго е дали ќе ги операционализирате и ќе сакате да верувате во тоа. Тоа е друга работа. Тоа е друга работа. Втората војна се разбира околу која што не запираат дебатите, која што трае веќе 4 години, е катастрофа за човештвото според мене. За словените, ако бидеме вака во некои по кратки рамки, не запира воопшто. Интересно, Трамп веднаш откако го најави договорот со Иран, веднаш рече дека време е да се направи договор меѓу Русија и Украина и дека негов приоритет сега повторно е мировниот договор меѓу овие две земји. Помалку тоа делува и така, да не речем лицемерно, меѓутоа фактите на теренот се дека овие две земји после 4 години се тепаат уште пожестоко отколку до сега. Просто неверојатно звучат информации дека украински дронови, да не речем на дневна база, вршат напади на Москва или на Санкт Петербург. Ова е, речи си, надреално до пред некое време, меѓутоа тоа се случува. Тоа е, да кажеме, уште една потврда за една повторно малце постара теза, тоа е дека војната не го менува карактерот на природата, меѓутоа карактерот го менува, тоа е технологијата. Како со секоја појава на нови, да кажеме, технолошки чуда, како што бил тенкот, како што била артилеријата, како што била реактивните, како што биле ракетните системи, како што биле млазните авиони, воведувањето на нови димензија на војување, сајбер технологијата и така натаму. Сега дрон технологијата, значи, воведува нови димензии, нови параметри, нови калкулации, нови пресметки во кои старите претпоставки и оперативни процедури веќе не почиваат на тие столбови. Зошто? Затоа што голем дел од тактиките кои што се направени, а врз основа на тоа се направени набавките, врз основа на тоа се направени доктрините, врз основа на тоа и политиката е изградена, веќе не е иста. Тоа значи дека ако на пример порано требало да извидите или да задвижите сили од точка А до точка Б за да го направите, да ја нападнете Москва, ако на Наполеон му требало да влече војска, 6 месеци. Хитлер и така натаму. Сега им треба дрон кој што доаѓа за половина час. Така, кој е многу ефтин, лесно се произведува, лесно се управува. И тоа од страна, од далеку. Така, и внимавајте, почетници на ова повторно се сад, значи ова не е од сега, 2002 година е првиот дрон, официјално, да кажеме, признат дрон, кој што беше употребен, тоа е за ликвидација на Ел Харети, тогаш еден од водачите на Ал-Каеда. И сега се сеќам, кога го праша тогашниот секретар за одбрана Доналд Рамсфелд, што ќе кажете за ова, он кажува, јас сум среќен за ова што се случи, бидејќи наш непријател неутрализира, меѓутоа не знам кој го направи тоа. Самото тоа дека е многу тешко да го идентификувате, многу е тешко да го спречите, многу тешко да најдете против одговор, не е нов. Значи
и повеќе години веќе е присутна на тоа. Со константен развој. Тоа дека украинците дадоа и руско-украинската војна даде нова димензија. Претходно краткиот конфликт меѓу околу Нагорно Карабах меѓу на Азербејџан и Ерменија, да. Да, каде што Азербејџан изгази, автоматски ја згази Арменија со дронови. Сето ова го се дигна сега на едно многу повисоко ниво. Иран очигледно го гледаме и внимавајте сега, употребата на дронови не е во вакуум, таа употреба на дронови е во комбинација со останатите системи, со артилерија, со авиација, со сателити и така натаму. И иновативноста отиде до тому што дури попречувањето со, да кажеме, дронови управувани преку жица, значи начинот на кој што малјутките се управувале, тоа се противоклопни системи кои што името им е 9 полка 11 и така натаму, кои што биле употребувани од 70-тите, 60-тите, 70-тите години, сега се применуваат во иновативна смисла за дрон технологија, која што создава голема потешкотија околу спречувањето на истите. Брзата адаптација, способноста брзо да се адаптирате, значи, и украинците, но и русите, самото тоа покажува дека се менуваат параметрите, повторно она што на почетокот го кажав. Значи, колку брзо ќе успеете да го препознаете тоа, колку брзо ќе успеете да имате флексибилност да се прилагодите на тоа и колку помалку ќе бидете инертни да останете на тоа, нема тоа да се случува, или не дам, тоа нема да ни треба, или да имате архаичен пристап или бегол пристап кон безбедноста и одбраната, ќе зависи, значи од тоа колку побрзо ќе го надминете тој праг, ќе ви зависи капацитетот да покажете жиловост и да преживеете. Така, Русија е позната по прилагодување, тоа го признаваат сите светски експерти, дека брзо се прилагодуваат на теренот, меѓутоа украинците го покажуваат истото. Да не забораваме дека Украина добива огромна помош од целиот западен свет. Таа помош не е само пари, не е само техника, туку е технологија. Јас се согласувам, меѓутоа внимавајте, таа помош која што ние ја слушаме на вести и така натаму, кога ќе операционализирате, и тоа го разговарам. Кога ќе операционализирате 1/10 од тоа што треба да стигне. Па потоа нешто се краде, па нешто исчезнува, па корупцијата исто и ние сме разговарале многу пати, сето тоа е, значи, тие се сите работи кои што доаѓа од еден амалгам, во кој што имате на крај еден продукт кој што е жешка топка, во кој зависи од тоа што ќе преовладува во тој амалгам или која супстанца ќе ви преовладува, дали корупцијата, дали резилиентноста на системот, дали ќе опстанете како што беше во Иран. Иако мора да кажем и Украина доста жилово, значи помине покрај се целата таа доминација. Реално е дека Русија се уште не може да оствари својата цел. Што може да кажете, професоре, за фамозниот орешник? Факт е дека русите, особено председателот на Русија, инсистираше дека тоа е оружје кое што менува многу, исклучително брзо, неспоредливо побрзо од сите други познати ракети, недофатливо за било каков одбранбен систем, така се зборува, ми се чини дека тоа го прифаќаат и од другата страна. Видовме неколку удари на орешници, меѓутоа објаснувањето беше дека во нив нема полнење, дека ги исплаќаат празни, дека не знам, во случај ако става ваков експлозив, не знам што се ќе уништи, па русите предупредува од типот одете се сите од Киев, зашто ако ќе удриме со орешник, тоа се ќе уништи, па овие не си одат. Во суштина видовме многу силни зборови околу ова оружје, но во пракса не видовме кој знае што. Нормално е да, реков, во таа хибридна војна, дел од таа хибридна војна е когнитивната војна, тоа е војна на влијание, која што имам нешто што ќе ве растури. Така е. Например, чисто само да кажеме дека нешто ново не е тоа. Една од причините зашто прекинала Втората светска војна во Пацификот е фрлањето на нуклеарната бомба. Ако знаеле, постои теза, ако знаеле командантите кои што одбиле да дадат послушност и капитулацијата да ја прифатат, дека сад нема други дека тие се всушност, да, па треба време за други. Да, они се исплашили, тоа е тоа психолошкото убедување да овој како се вика да го убедите противникот дека сте надмоќен. Тоа е таа идејата на таа когнитивна војна или војна на влијание. Како што се века, тоа се така наречени операции за влијание или инфлуенс операции. И сега во самата тоа пропагандата, секогаш дури внимавајте, нели имаат филмови Индијана Џонс е снимен на тој дека и Хитлер развивал некакви си, не знам, познато е дека имало некои обиди, меѓутоа да. Сето тоа се работи кои што нели се составен дел на војувањето, бидејќи како велат во љубовта и војната се е дозволено.
па дури и да подлажнувате малку. Сега со Орешник, се што ќе кажеме сега ќе биде на база на шпекулација, бидејќи се што ние имаме, располагаме со избори кои што се од отворен карактер. Следно располагаме од извори кои што се диктирани, наративот е диктиран од оној кој што ги пласира. Оперативно, ако се сеќавате, по едно од првите форум емисии на овој форум сме говореле, и патриот системите беа со 100%, па го редуцираа во првата залеска војна, успеа да го напредат. Во Косово успеа малце уште повеќе да ги напредат, да дојдат до некои си 90%, сега повторно паѓа на 70-80%. Значи, едно е да зборувате за систем во идеални услови на тестирање, кога го протежирате, кога го промовирате, друго е да го тестирате или да го покажете во оперативни услови. Кога е војна директна, така? Имате оперативна когнитивна замореност на оние кои што го користат, имате пореметување и влијанија, попречување на кои што ги немате. Од непријателот кој што како знае се бори, да. Така е. И трето, нели, секогаш имате тука корпоративна логика која што нивниот производ е секогаш најдобар, најуспешен, сите слабости се прикриваат и така натаму. Дури тоа важи и за русите? Да, за нив посебно, они имаат нивните, пошто внимавајте вие. Добро, имате, ќе ви кажат Сармат, тоа е нешто што ќе го уништи светот за 5 секунди. И тоа добро. Не велам дека нема таков капацитет, дали тоа или дека нема моќ да направи голема штета, меѓутоа дали ќе го уништи светот? Да, нуклеарките дефинитивно. Исходот од тие нуклеарки, не дај Боже, ако се тргне да се напаѓаат со количината, дефинитивно ќе го уништат. Но како гледате на оваа работа? Еве велам дека американците повторно после повеќе месеци тврдат дека се враќаат во игра, да се обидат да придонесат за некаков мировен договор. Пред известно време Зеленски му испрати писмо на Владимир Путин, кое што русите го доживеа како навреда. Путин рече дека тоа писмо е полно со цинизам, со навредливи зборови, со што и да, иако не ја видовме суштината на самото писмо од Москва, велат дека во овој момент воопшто не постои ни комуникација официјална со Киев за разговори, а камоли за нешто друго. Перцепцијата или себе перцепцијата на Русија дека имаат оперативна доминација е извор на ароганцијата која што имаат во однос кон... Тие велат полека, ужасно полека, но напредуваме. Јас мислам дека истото и ова сме го говореле. Нивната логика за успех и западната логика и она што не очекуваме не се исти. Нивната логика за жртва и западната логика за жртва не се исти. Така да сето тоа ако го примените, ќе го добиете можеби одговорот зошто они го прават на начин на кој што го прават. Не велам дека они немаат слабости, не велам дека немаат внатрешни проблеми, меѓутоа се покажува дека оние системи кои што имаат авторитарен режим, дури тоа е Украина на некој начин, бидејќи немате избори, се покажуваат како многу пожилави од демократиите во вакви случаи, во вакви услови, бидејќи се отпорни на или имаат можност да го митигираат, да го намалат ризикот од внатрешен конфликт. Една од причините зашто САД, да кажеме, е притисната, ајде условно, или е под притисок да го прави ова што го прави со Иран, се мидтерм, кој што се за аголот. Сега зашто го велам ова, за да го дојдеме до договорот зашто САД се враќаат назад. Не заборавајте дека тоа е едно од главното мото на претседателот. Ветувањето на така, и дека тоа ќе биде и главниот наратив за мидтерм, за да ја врати довербата, бидејќи сега постојат анализи кои што наводно тврдат дека е падната довербата кај претседателот, затоа што поприлично, да. Така, затоа што тоа се анкети, но внимавајте, политиката е многу чудна работа, тоа може да се смени преку ноќ. Ние барем сме го осетиле тоа. И тоа како? Добро, но се случи настанот со Венецуела, Мадуро беше извлечен од кревет, буквално и однесен во Њујорк да го судат. Сега не меѓу редови, туку отворено се најавува дека и на Куба нешто слично ќе се случи. Му стегна обвинение многу тешко на претседателот на Куба. Куба се наоѓа во целосна изолација, таму струја нема, појаволите, таму луѓето немаат што да јадат, веројатно. Катастрофална ситуација. Колку овој притисок врз Куба е дел од таа политика за привлекување на или враќање на довербата кај американските гласачи, колку е реалност, нешто и потреба на САД. Зарем САД навистина имаат потреба да се справат со Куба на уште полош начин од кој што досега се справуваат 70 години. Ајде, за да не шпекулираме, би рекле дека они имаат 70 години проблем со Куба. Ако веќе станало тоа ирелевантно, тогаш тоа сега требало да биде ирелевантно. Значи, они имаат некоја логика која што
можеби е и само наратив, ако ме разбирате, која што може ќе донесе гласачко тело која што ќе гласа. Но ќе видиме ли маринци кои што ќе влезат во Куба и ќе го извлечат председателот од кревет? Сега треба да кубанците велат дека ќе се бранат. Ова е веќе доказ. Добро, и Мадуро викаше дека се брани. Па не се бранеше, така. Да. Значи сега овие доказ дека зашто тоа колку државата може да биде резилиентна и колку може да се спреми, односно колку си ја напише домашната задача на време, зборам на време, преку ноќ не може да го направите тоа. Толку и одговорот, значи ќе додиме до одговорот на тоа. Значи на една страна имате Иран кој се спрема 20 години за ова. Па и повеќе. И држави кои што се некаков си за нас авторитарен, дека се надмокне, имате и страшна корупција и така натаму, имате картели, имате платеници, видовме кај Мадуро дека по суштина го бранеле од Куба, од Русија, од не знам каде. Така да сето тоа се да кажеме параметри или варијабли кои што го даваат одговорот на прашањето дали Куба ќе биде ваква или онаква, односно дали ќе видиме легување на маринци или нема да видиме маринци. Да, Трамп вели имав многу добра средба со Зеленски, премногу се гине во војната, испрати порака на Москва, време е да се направи договор, ќе видиме како тоа ќе се движи во наредниот период, иако до сега нема некој простор за кој знае каков оптимизам. Морам да ги спомнам оние фамозни биолаборатории, русите инсистираат на нив. Вие сте веројатно запознати, инсистираат на тие биолаборатории, дека САД вложувале огромни пари, дека во Украина биле носени патогени, дека се правеле разноразни експерименти кои што овие патогени можат да ги направат буквално оружје за биолошко уништување. Се разбира дека САД негираат, се разбира дека украинците за тоа отфрлаат секаква вина. Русите постојано нудат некакви докази, постојано вадат и информации. Излегува информации дека наводно директорката на ЦИА ја потврдила таа информација, иако они излегува контракритики дека тие информации се потурени од Русија. Ако е сето тоа, зборам, сето ова е повторно шпекулација која што излезе дека тие информации зборам во таа информацијска кампања, само се што се прелиферува околу на таа тема, и тоа скоро беше сега. Така е, но професоре, не е возможно до таа мера да се инсистира, и ова можеби е само логика моја, до таа мера да се инсистира, постојано да се нудат нови информации околу тие биолаборатории, а таму да нема токму ништо. Не заборавајте дека и Ирачката војна во 2003 година имаше информации за хемиски оружја, дури сиротиот Колин Павел, за кој што има така, многу извади едно шишенце, ва рече, еве го. Така да, администрацијата е многу чудна работа, што све може да ви убеди. Кога зборувате за големи држави како САД, имате администрација која што е резилиентна. И ја ми се чини дека во оваа телевизиска куќа, во едно друго емисија, кога го анализиравме дали ќе победи Трамп или не, тогаш реков дека и да победи, многу дел од политиките ќе има голема резилиентност, затоа што голем број на председателски кандидати имаат инсталирано, да кажеме, администрација во многу пониските слоеви кои што се има поинакови видување и убедување. Колку вие да го исчистите првите 2 слоја, 3 слоја, таму останува се уште тој отпор кој што како ќе сега се наближуваат изборите, ќе станува се посилна. И отпорот, да кажеме, и револтот кој што државниот секретар за војна на САД го има кон радикалните смени кои што ги направи компаниите кои што сето тоа е, да кажеме, револт со кој они сакаат блескаво или москавично да се справат со тие, меѓутоа тешко одат тие работи. Конечно, за крајот на оваа емисија, професоре, спомнав дали нашиот регион има капацитет да се соочува со сите овие чудни, брзи, радикални промени на светската цена. Многу е тешко тоа да се предвиди. Меѓутоа тоа го зборувам во услови на оптималност. Значи на услови во кои ние не сме во директна опасност. Јас прашувам дали е возможно да влеземе ние во ситуација каде што непосредна опасност би се заканувала нас. Мислам дека за сега најголемата непосредна опасност е од нашата глупост во овој регион, да не може да се договориме околу базични работи. Многу брзо можеме да се скараме. Апсолутно. Мислам, затоа реков и глупост, сега намерно тоа го кажав, за да се скрене внимание за тоа кај сме у целата приказна. Наместо да зборуваме за овој, како се вика, за прогрес и обединување и да
уживаме во она што на некој начин се изгради слободно движење стоки, луѓе, услуги, капитали и така натаму, не се враќаме на некои работи кои што се доста тривијални. И сега знаете како викаат, ние можеме да се надеваме, меѓутоа ако другата страна, ако некој тоа, ако две турка таму, па ќе биде наивно ако го игнорирате тоа, затоа што Така е. Игнорирањето е и на Ал-Каеда, например, чисто пак ќе ве вратам на 2001, сад ја игнорираше Ал-Каеда дека може да им се случи тоа, дека се случи, им се случи тоа. Им дојдоа авионите на врата. И не само тоа, Ал-Каеда покаже резилиентност да успеа да развие конфликти кои што се глобални. Значи имавте напади во Лондон, во Мадрид, не знам дали ме разбира. Која држава? Која е држава која што може толку држави да нападне ако земете се од перспектива. Така е. Иако гледаме зборуваме за 2002-2003 година, не зборуваме. Иако морам да признам дека во последно време се случуваат многу необјаснати инциденти по светов. Пожари во фабрики, особено за оружје, току така, нагли експлозии, нешто што не се случувало. Порно знаевте ќе се случи во Пакистан, па ќе речете добро, таму немаат контрола, не знам што, сега во Германија, во Англија. Тешко дека е тоа случајно. Исто говоревме за тоа дека една од овие тие спијачи, начинот таа хибридна војна, тезава што ја реков, војните ќе бидат хибридни и ќе бидат долготрајни. Значи нема да има веќе или многу е мала веројатност дека ќе имате експедицијска војна. Експедицијска војна може да имате во Куба, ако има нешто тако, ама не е како што беше норма. Имате Косово, Босна, Косово, не знам, Авганистан, Либија и така натаму. Но ова сега што се прави е крајно непредвидливо. Вие може да очекувате буквално се секаде. Затоа кога утре некој ќе рече НАТО има слаба карика Македонија, карикирам, не дај Боже, и не е лошо тука да удриме затоа што едноставно се слаби. Се согласувам. Не дај Боже. Да, не мора да биде Македонија, нека биде некоја друга. Дека тоа е една од претпоставките, иако таа е многу лабилна, значи треба да има пример Албанија, условно би рекле, без да имам нешто против Албанија, меѓутоа Албанија е во ризична состојба заради многу други работи. Црна Гора исто има многу по ризична за многу други работи. База, приморска земја, не знам, повредување на ланец на снабдување и така, значи многу повеќе него ли ние, за да бидеме ние, да кажеме, интерес, но никош не вели никош не е исклучено. Не дај Боже. Професор Бето Хаџијани, ви благодарам за гостувањето во Заспи ако можеш. Благодарам на вас. Да, почитувани гледачи, ви ветив интересна емисија со многу информации, верувам дека професорот Хаџијанев и тоа како го исполни тоа што го очекувавме од него. Утре во 15 часот се разбира репризното издание нова емисија. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.